во ова издание. Оптимизам за постигнување договор за јавното обвинителство до 15 октомври, кога се очекува одлуката на министрите на ЕУ за доделување датум за преговори, изрази премиерот Зоран Заев во интервју за Гласот на Америка на маргините на Обединетите нации. Американскиот државен секретар Мајк Помпео следната недела ќе ја посети Северна Македонија, објави Стейт Департментот. Што се смени од преспанскиот договор? Јавна дискусија во Скопје. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Спогодбата од Преспа и договорот за пријателство со Бугарија го забрзаа нашето интегрирање во НАТО, истакна премиерот Зоран Заев во обраќањето на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Во интервју за Гласот на Америка, Заев изрази оптимизам за постигнување договор за јавното обвинителство до 15 октомври, кога се очекува одлуката на министрите на Европската унија за доделување датум за преговори. Со него разговараше Тоше Огњанов. Господине премиер, се наоѓаме во Њујорк, покрај зградата на Обединетите нации. Годинава нашата земја за прв пат ја представувате како Северна Македонија. Како тоа се одразува на меѓународните односи, особено што пред малку имавте средба и со генералниот секретар Гутереш? Добро. Привилегија да бидете во својство на земја почитувана и признаена од сите. Секако земја која што представува добар пример. Се спомнува во говорот на генералниот на секретар на Обединетите нации, на многу лидери кои што се обратија овде, така да чувството е пријатно. Имавме прилика да се видиме со генералниот секретар на Обединетите нации, за кој што зборувавме токму за придобивките од Преспанскиот договор. Се заблагодаривме на Обединетите нации и на генералниот секретар и на Метио Нимиц за помошта за конечно после 27 години да се реши овој договор. Навистина за сите представуваме позитивен пример како низ дипломатија и диалог се решаваат вака отворени чувствителни прашања кои што отварат перспектива во склоп на ова дебата овде која што има во Обединетите нации за одржливите цели на развојот, за сите големи проблеми во светот, за начинот на нивно решавање. Многу често Република Северна Македонија се користи како позитивен пример. Благодарам. Одиме на домашната политичка сцена. Преговорите околу јавното обвинителство со опозицијата никако да се мрднат од мртва точка. А знаеме дека тоа е едно од прашањата кои се битни за добивање датум за членство за преговори за членство во Европската унија. Опозицијата инсистира и понатаму она да го предлага јавниот обвинител. Што имате вие да кажете за тоа? Добро, деталите се веќе познати во јавноста, јас нема да зборувам за други видови на детали, заради тоа што искрено сакам да се постигне договор по овој закон. Ако зборуваме навистина во микроплан и детали, можеме да нарушиме одредени наши настојувања на двете страни за постигање на договор. Меѓународната заедница прво тоа што го бара од нас е гаранција на еднината на предметите. Таа е загарантирана и од нас очекува договор кој што може да ја дозагарантира таа иднина на предметите од специјалното јавно обвинителство, како и капацитетите на самото специјално јавно обвинителство. А тоа се јавните обвинители и службите, стручните соработници и сите што работат, заради тоа што тоа е институцијата, тоа е капацитетот кој што треба да има своја иднина. И вториот дел е домашната јавност, секако, кој што исто така е многу важно, но сите заедно очекуваат договор кој што навистина ќе ги догарантира иднините на сите овие аспекти, а нема да ги наруши. Така да договорот и така е поставен во своите црвени линии, каде што недозволиво е политичарите да направат нешто кое што би ги нарушило иднините на самите предмети од специјалното јавно обвинителство, како иднината на сите кои што представуваат капацитет на тоа јавно обвинителство, во кој што Република Северна Македонија има вложено сериозни ресурси, треба да го користи во иднина тој свој капацитет. Јас се надевам дека ќе изнајдеме решение, покажавме демократска зрелост, понудивме обвинителство за гонење на висока корупција и така како насекаде во регионот, па и во нашата земја има потреба од таква работа, каде што на предлог на опозицијата би се предложил самиот јавен обвинител. Верувам дека и тука ќе продолжиме да разговараме начинот на изборот, која е гаранцијата дека може да се избере таква личност, како тоа би се убрзало да се избере, како ќе биде воспоставено тоа обвинителство, што со поврзаноста со предметите со висока корупција преку ова обвинителство или преку другите обвинителства. Тука се темите на разговор. Верувам дека ако стварно направиме исчекор водени од добриот интерес на државата, на нашиот народ, можеме да постигнеме договор. Временска рамка за постигнување на договор, дали ви некаква имате? Јас очекувам веднаш што се вратам веќе да има нешто подготвено од работните групи, од преговарачите, од луѓето кои што се упатени од двете страни за оваа работа. Идната недела
би бил спремен да се сретнам и со шефот на опозицијата или самите работни групи да направат една работна средба. Тоа значи дека пред Министерскиот совет, тоа е 15 и 16, убаво е да го решиме ова прашање. Премиере, неодменливо е и ова прашање. Во македонската јавност бурно беше слушната изјавата при сведочењето на поранешниот разузнавач Верушевски. Тој спомна дека материјалите од преслушуваните разговори по неговото лишување од слобода, како што искаше, биле модификувани и манипулирани. Што се случувало? Јас имам на дневна основа буквално разговори со моите советници, така и со советникот за национална безбедност господин Верушевски. Треба да оставиме второто рочиште да ги каже вестините за оваа прашање. Тој во својата разочараност за ова што се случи во специјалното јавно обвинителство конвергира на ваквите зборови и употреба. Секако автентичноста на разговорите никој ја нема оспорено од сите обвинети лица во судот. Форензиката ги потврди разговорите и прво да нема дилема за никој во функција на тоа, и третата дилема или втората дилема која што се јавува овде, како тоа господата Звонко Костовски и Ѓорги Лазаревски дали информација дека се предадени материјалите на Верушевски, а Верушевски вели на Социјалдемократскиот сојуз. Вистината е иста. Тие се предадени Социјалдемократскиот сојуз на задолжено лице во СДСМ е шефот на Комисијата за безбедносни политики на СДСМ Зоран Верушевски. Така да тој го гледа повеќе формалниот аспект. Да оставиме вториот дел на 10 октомври, кога е продолжетокот на испрашувањето на сведок, во својство на сведок на господин Зоран Верушевски, да биде се јасно за граѓаните и за државата. Господине премиер, ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас и поздрав до гледачите кои што не гледат. Интегралното интервју можете да го погледнете на нашата веб страница. А американскиот државен секретар Мајк Помпео следната недела патува за Ватикан, Црна Гора, Северна Македонија и Грција. Во Италија ќе се сретне со папата Францис и ќе учествува на меѓуверски симпозиум организиран од Ватикан. Во Северна Македонија ќе се сретне со председателот Пендаровски и ќе посети манастирски комплекс во Охрид. А што се смени од Преспанскиот договор па досега? Известува Владимир Мирчевски. За прв пат грчки дипломат во Македонија предаде акредитиви на шеф на државата, со што и официјално Атина доби свој амбасадор во Скопје. Со потпишувањето и ратификувањето на Преспанскиот договор се овозможи двете земји наместо шефови на канцеларии за врски да бидат представувани на ниво на амбасадори. Димитрис Јанакис не е нов дипломат во Северна Македонија, ја представува Грција од 2016-та. Имајќи во предвид дека настапи нова ера, соработката и синергијата меѓу нашите две држави сега можат и мораат да бидат дополнително засилени во сите области. Можностите се големи зашто нашите граѓани делат една граница и заеднички интерес за безбедноста на регионот. И председателот Пендаровски очекува зајакнување на соработката, имајќи во предвид дека Македонија е на прагот на членство во НАТО и старт на преговори со Унијата. Договорот од Преспа создава големи можности за постојано и значително унапредување на соработката на сите полини и изградба на партнерски однос, како што го имаме соседни земји, што споделуваат евроатлантски вредности. Би сакали во оваа пригода да изразат верување и желба за продолжување на натамошниот тек на конструктивниот диалог по сите билатерални прашања од заеден интерес, како и за продолжување на взаимната поддршка и соработка во рамки на меѓународните организации. Новата влада во Атина, додека беше во опозиција, имаше негативен став кон договорот од Преспа, но по преземањето на власта Нова демократија го продолжи курсот утврден од претходниците. Страшните сценарија што новата влада на Нова демократија ги најавуваше во предизборието и ветуваше ревизија на договорот, сега омекнаа, особено за клучните работи како врската на Грција да не блокира во евроинтеграциите. Експертите сметаат дека прашањето дали Македонија во октомври ќе добие датум за старт на преговори е многу важно за натамошната имплементација на договорот од Преспа. Стравувањата се дека секоја одлука која нема да биде јасна во однос на почеток на преговори може да го торпедира договорот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Тука е крајот на денешното издание на News Flash. Имајте пријатен викенд. Довидување.